Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господин Славко Лазовски, даночен експерт. Господине Лазовски, добро дојавте во студиото. Благодарам, добро најдов. Господин Лазовски, неодамна пред минатата недела одржавте една трибина, која се донесува на измените на законот за извршување. Тамо ги кажавте своите забелешки, своите анализи, заклучоци, па да почнеме со тоа, што беа, кои пораки произлегува, ајде да речеме, од таа трибина, пораките наши се тоа дека оваа измена на законот не ги опфаќа оние суштинските проблеми кои се сретнуваат во извршувањето. Покрај тоа што на долгот се надградуваат огромни трошоци, адвокатски, нотарски, извршителски и така натаму, сметаме дека поинако пристап треба да се има во извршувањето. Односно, треба дека извршувањето треба да биде еден процес во кој малку би требало да води сметка и општината за случаите кои се социјални случаи во кои немаат средства за измирување на долгот. Но да се вратиме на самиот предлог на закон. Таму има одредби во кои местото им е во подзаконските акти, а не во законот. Например, не интересира како канцеларијата делат, уредуваат извршителите меѓу себе, како после кога презема извршувањето друг извршител поради негова суспензија, смрт и така натаму. Значи има измени кои ние ги нарекоме шушлек измени, односно не се битни за долго оној кој што должи, оној должникот. Не се спротивставуваме на тоа дека државата мора да води сметка за доверителите, односно секогаш долго треба да се наплатува, но не на сметка на тоа измислени некои трошоци. Потоа треба да се води сметка да се зајакне институтот застарување, кој треба да се доближи до должниците, односно непосредно да може да го применуваат, по службена должност никој не смее да води сметка за застарувањето, освен самиот должник. Потоа треба да се води сметка исто така и за каматата, односно да таа не го надминува долгот. И некои други такви измени кои мислам дека ги доставивме благовремено до изготвувачот на овој закон, Министерството за правда, и очекуваме дека допрва евентуално треба вистинска една расправа за суштинските прашања по извршувањето. И да дополнам бидејќи јас сум сепак даночник и мислиме дека еден дел од извршувањето треба да се префали во присилната наплата. Односно, да се вклучат управните договори, значи не е исто долг да представува комерцијални односи, односно за ако купам јас. Што би значило тоа, еве вака да преведеме малку за граѓаните? Тоа значи дека присилната наплата извршува професионалците од управата за јавни приходи и таа по правило ништо не го чини должникот. А додека извршувањето, како е сега наредено, е скапа работа. Носи многу други трошоци. Да, скапа играчка. Не верувам дека управата за приходи ќе преземе, односно и треба да преземе сите долгови, нели, по основ на комерцијалните склучени договори, но оние што се за кои се битни управните договори, односно оние долгови кои произлегуваат од користењето на јавните добра, например водата, струјата, телефоните и така натаму, тие би требало по наше мислење да се префалат во управата за приходи и тамо да ги наплатува без некои значителни трошоци. Сега има некаква таква координација каде што казните од МВР ми се чини одат преку УЈП, така нешто. Ете сличен принцип како би можело. Прво беше така и за телевизија, нели, за неплаќање. Да, таму се професионалците, тие таму се добро организирани и тие може да го направат тоа на најефектен начин. Значи така би се едно е што би се на некој начин растеретиле
граѓаните долгови. Да, така, а доверителите би ги добиле своите побарувања. Би ги наплатиле подиректно, без некои такви огромни трошоци на должниците. Мислите ли дека постои слух кај надлежните во однос на забелешките за законот за не сум сигурен баш, али треба да се обидеме, ние ги стакнаме тие работи, па ќе видиме како ќе се реагираат на нашите предлози. Да, добро. Друга работа за која вие зборувате и која е една од најгорчливите проблеми во Македонија, тоа е сивата економија и борбата против сивата економија. Според некои проценки, таа изнесува дури 40% од македонската економија, дали се точни или не. Мислам дека е нешто помалку сега, вред. Веројатно проценките се тука некаде, да. Како да се бориме против ова, господин Лазарски? Сега, кога го спомнете процентот на сивата економија, мора да имаме предвид дека тоа е некој просек. Тоа замислете, во некои сектори сивата економија оди до 70%, може. Значи, кога зборуваме за просек, тоа значи дека има сектори кај што нема голем процент на сива економија, но има сектори кај што тој просек е скоро дуплиран. Сега, ние не можеме да се пофалиме со некои големи успеси во борбата против сивата економија, но за утека и како што велат авторитетите по оваа материја, европските авторитети по оваа материја, дека сивата економија е прашање која мачи цела Европа и тоа економските прашање во горнати услови, односно топ прашање се едно од топ прашањата на економијата на земјите во Европа, па и на Европската унија се сивата економија. Сега таму сивата економија негде просек околу 15 и тоа постои, тоа е идеалот кон сите земји што се бора против сивата економија. Не можете значи скроз да искорените никогаш. Па не би рекол дека не може, ама најверојатно е тешка затоа што е таа многу широко распространета во разните облици. Тешка е борбата против неа. Таа исто така се надградува, одно проширува, надградува, наоѓа нови модуси, модели, начини на своето обстојување. И сега, оние носители на сивата економија кои веќе се збогатиле на некој начин, се офајделе од таа, сигурно се толку мощни што ги одредува дури и општествените правила, односно правилата на однесување и во општеството, па и дури може влијаат сигурно и на законската регулатива. Ние имаме, морам да спомнам дека Македонија може би има оправдување што е држава во која целокупното историско минато кажува дека е допринело за развој на сивата економија. Секогаш ние сме плаќале даноци кои оделе во некои бели тужи дворови. Секогаш сме размислувале да платиме нешто помалку, бидејќи тоа иде на сметка на нашите непријатели. Потоа, во поновата историја на Македонија се забележува дури дека во почетоците на појавата на младата буржуазија или таа класа на чорбаджи и богати луѓе, има кажување дека е непримерно, односно буквално срамно чорбаджијата или пристоен богат човек, уважен граѓанин да плаќа даноци, што е надвор од сите норми општествени и така натака. Инаку во целокупното наше творештво се зборува против даноците, односно против даночниците. Не можете да најдете некоја убава приказна во која оди во прилог на даночниците, туку секогаш е тоа на страната тоа да се избегне и да се не плати данок. Од друга страна, во поновата историја на независна Македонија имаме блокада кон Србија, имаме блокада од Грција кон нас. Сето тоа допринесува
кон појавата на сивата економија. Каде што државата беше на некој начин приморана така да делува. Така е. Имавме на самиот почеток од независноста малку се знае дека имавме и даночна војна со Република Србија по однос на прометот на цигари. Имено јасно ни беше дека кога излеговне од Југославија, дека шверцот на цигари практично беше елиминиран, затоа што даночните правила беа поставени на тој начин да данокот се плаќаше, односно се собираше на прагот на фабриките за цигари, за тутун. Меѓутоа, кога Србија, кога почнаме кога се раздвои, нели се одвоивне републиките посебно, бидејќи во прометот на цигари Македонија учествува 47, скоро 50% од тогашниот промет на производство и промет на цигари во Југославија, другите републики, за да ги нанесат на некој начин штета, односно најверојатно штетејќи ги своите интереси, ги сменија правилата и рекоа може да увеземе цигари од Македонија, но плаќањето да биде на прагот на продавачите на цигари, и тогаш и кај нас букна наеднаш тој шверцот на цигари и така натаму. Сакам да кажам дека борбата против сивата економија не е баш едноставно лесна. Од друга страна, ние размислуваме дека тоа е базен, сивата економија, некој базен на даночни приходи, кој лесно можеме да извлечеме дополнителни даночни приходи и да ги префрлиме ваму на оние редовните даночни приходи кои завршуваат во буџетот. Меѓутоа, тоа апсолутно не е така. Кога ќе спомнете базен, е пријатна работа да се шетате, да се брцкате околу него. Меѓутоа, секое брцнување во сивата или борбата во сивата економија е страшна борба. Односно, по правило, треба да вложите 3 пати поголеми ресурси отколку носителите на сивата економија располагаат. Единствен спас по размислувањето на многу познавачи на оваа материја е тоа нагло, односно значително зголемување на даночните приходи, што би рекло зголемување на даночниот товар. Значи, против сивата економија може да се бориме само со зголемување на даноците. Или како она народно, клин со клин се избива. Нели, за да го преземеме тој данок кој завршува во некои приватни раци, мораме да го зголемиме даночен товар и да пораснат даночните приходи за едно 15-20 до се смета до околу 30%. Тогаш е ефикасната. Ако даночните приходи, пазете едно правило што има, ако даночните приходи се испод 20%, немате ефикасна борба против сивата економија. Борбата бара зголемени даночни приходи. Само така можете да успеете. За момент само да посетам дека за оваа година буџетот предвидуваше зголемување на даночните приходи за 12%. Тоа не е водење на вистинска борба против сивата економија. Ќе ве прашам во поглед на даноците, но еве уште една теза или идеја која имам слушано од некои експерти. Знаеме дека европските држави, особено скандинавските, предничат во тоа во укинувањето на готовина, на готови пари. Така. И кај нас тоа се права такви измери, нели таа се намалува. Сега мислам дека е 2000 евра најмногу можат во готово да се дадат, другото мора да оде преку сметка. Имаме најрадикални примери како Шведска која целосно ја укина готовината и сега некои експерти велат па тоа ви е најлесен начин да се борите против сивата економија. Укинете ги парите, се да оди електронско и невозможно е да има сива економија. Но дали е баш така? Не е баш така. Секако дека премногу во таа дигитална трансформација, премногу се надеваме дека таа ќе даде некои резултати во бор. Сигурно ќе даде, одредени, ама да во таа мера да намали сивата економија и да се спушти околу оној посакуваниот просек од 15%, јас лично не верувам. Еве,
ние се уште немаме сериозни анализи за тоа дали фискализацијата во која мера допринесе во борбата против сивата економија. Дали има некои пропусти во самата фискализација. Потоа го донесено овој новиот закон за платни услуги и платни системи, платежни услуги и платни системи, кои мислам дека на почетокот, иако е на самиот почеток на неговата примена, не очекувам дека ќе ги даде очекуваните резултати. Затоа што таму треба она што велите максимално да исфрли готовината од тоа. И тоа е општо познато креозинот на сивата економија. Од друга страна, кај нас премногу се полага на тој даночен морал, кој јас не верувам многу дека ако го подигнеме тој даночен морал, ние ќе постигнеме не знам какви фантастични резултати во борбата против сивата економија, што не е добро. Претходно малку кажав дека историското наследство не ни дава баш многу надежи дека со подигање на даночниот морал ќе постигнеме некои резултати. Авторитетите во област велат да, можеби. Еве, даночниот морал влие на намалување на сивата економија, но се појавува така нареченото даночно планирање, или ние како викаме фино даночно планирање. Со неколку искажување околу даночно најуредената земја во Европа, Германија, а можеби и во светот, најверојатно. Вели, таму расте даночниот морал. Да, точно, ама расте и финото даночно планирање. Значи, една од најскапите консултантски услуги, како да ги речам, е даночните услуги. Значи, сепак струката прави напори да ги советува даночните обврзници како да ги избегнат даночните обврски, ама без прекршување на даночните закони. И тоа се развива така да може би расте моралот, ама расте и даночното планирање. Но господине Лазовски, како ние да пристапиме кон таа стратегија за која вие зборувате за зголемување на даноците, кога ние имаме сосема спротивна стратегија. Ние имаме стратегија на ниски даноци, на привлекување на странски инвестиции, на рамен данок од 10%, се одбива и прогресивниот данок. Значи, ние имаме сосема спротивна стратегија од ова што вие го зборувате. Јас мислам дека тоа е негативно, погледнете го стапките на развој. Ние не имаме година кој едва е околу 5% ни порасна која година? Тоа е една година само, Една година бруто домашниот производ. Тоа е најдобро мерило дека тие стратегии на намалување на даночниот товар, на намалување на даноци не даваат резултати. Не верувам дека бизнис секторот на развиените земји, во Европската Унија и надвор од неа, не се моќни да се спротистават на официјалните политики доколку немаат ефекти од зголемување на даноците. Значи, мојата сваќање, односно на многу авторитети, бизнисот е тој кој има најголеми придобивки од зголемување на даноците. Впрочем, во бизнис секторот се најспособните од нас. Тие додуша се 3,2, 3,4 или најмногу Хонконг, Холандија, 5% од вкупното население. Но тој, за да постигне поголеми успеси во својот бизнес, му требаат големи даноци. Затоа што големите даноци значат и вложување во образование, во здравство, во брзи комуникации, од кои тој бизнес има најголеми ползи. Тој може да ги искористи тие придобивки, нели? Дека ние индивидуалците, граѓаните имаме придобивки, ама мал обем или во некој дел. Например, обичен граѓанин не може да користи модерен автопат или не знам таму и така натаму. Сакам да кажам дека ние одиме со спротивно на размислување дека зголемување на даноците
против бизнисот. Напротив. Исто така голема заблуда е тоа дека кај зголемувањето на даноците ги погодува граѓаните, што апсолутно не е точно. Например, не може нас колку ни има 348.000 пензионери. Така? Да. Скоро за некој месец 350 ќе достигнеме цифра. Не можеме ние да бидеме против зголемувањето на даноци. Можеме. Зошто? Па пензијата што е? Данок. Од каде доаѓа, Да. И сега, ако го подигнеме стапката на данокот од 18 на 20, тоа е само еден дел. Една мал дел, една петина или не знам како од нашиот или некој процент од нашиот доход, од нашата пензија. Како можеме ние, ама тоа е врежано во кажете. Од друга страна имаме 450.000 луѓе кои се на прагот на сиромаштијата. И тие се против зголемување на даноците. Од каде? Како? Кога тој целокупно она што го прима како социјална помош, како социјални некои привилегии, доаѓаат од даноците. Све, мислам дека извртено е во тоа. Има и други последици, например, во таа политика на водење стратегија, како што велите, на ниски даноци. Вели, не ме гледај што правам, малку ќе ти земам, ама не ме гледај што правам. Тоа, значи, правилото кажува, може да бидеш неправичен во земањето, ама мора да бидеш сосема правичен во распределбата на буџетските приходи. Сега, малку ќе ти земам, ама не гледај ти ваму ја што правам, затоа кај нас нема буџетски форуми, не расправаме многу за буџетот, нема граѓански буџет, и така натаму. Тоа е некој. Да. Добро, господин Лазовски, толку е времето, имавме уште нешто да зборуваме, но тоа е, да ќе оставиме за друга прилика. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Да. И со ова гостување го завршуваме и ова студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието, ви благодариме и на довербата, и останете со програмата на Телевизија 24.